Уште еден поздрав до вас, до сите оние кои што ја гледаат нашата утринска на Телма. Во ова вклучување ќе говориме за новиот, односно иновативен аларм уред, насловен, односно наречен Итно копче. Еве можете да видите како изгледа, малку наликува на часовник и имено сите оние граѓани од ранливи категории, доколку имаат потреба од некаков вид на помош, можат да го притиснат ова копче, доколку го имаат овој уред и на тој начин би имале брз и лесен пристап до помош. Токму на оваа тема нешто повеќе за овој иновативен уред, ово утро ќе да знаеме од Александра Боева од Црвен крст. Добро утро и добро дојдовте во нашата утринска емисија. Еве може да го ставам. Добро утро, Марија. Добро дојдовте во нашите канцеларии. Станува збор за еден иновативен уред кој што се користи, ако не се лажам, веќе од 2021 година. Зашто најчесто граѓаните бараат помош преку овој уред? Така, веќе трета година го имплементираме овој сервис, наречен Итно копче. Граѓаните бараат поддршка, ова практично станува збор за давање на поддршка во итни ситуации. Тоа значи дека граѓаните најчесто го стискаат копчето кога се соочуваат со некоја итна здравствена ситуација. Во смисла на тоа, на пад во домот, најчесто добиваме повици како резултат на пад во домот, мозочен удар, сме имале ситуации каде што едноставно станува збор за психичка потреба, паничен напад, кој што во реални услови не би требало брзата помош да дојде на лице место кога станува збор за паничен напад, меѓутоа тоа е и како итна состојба за едно лице, така што нашите екипи имаат посебен тренинг и обука за да можат да се справат со таквите ситуации. Има ли некои случаи каде што не се за притискање на ова копче? Искрено да, меѓутоа е многу тешко и да им се објасни на самите граѓани што е итно, а што не е итно. Од друга страна, многу е тешко и секој за себе да процени дали состојбата здравствена што му се случува и дали симптомите кои што ги доживува стануваат збор за итност или неитност. Всушност сме имали ситуации каде што дури и во консултација со лекари, со брза помош, било истакнато дека можеби не станува збор за толку итна состојба, меѓутоа кога ќе го транспортираме лицето во болница, кога ќе се направат испитувања, да се увиди дека сепак и како била итна состојбата. Станува збор за една бесплатна помош, така да ја наречам. Кој се има право да го користи овој уред? Така, станува збор за една проектна активност на Црвениот крст заедно со австрискиот и швајцарскиот Црвен крст во поддршка со Македонски телеком. Се до неодамна, значи, ова беа нашите соработници. Тоа значи дека поради нив ние можевме оваа услуга да ја овозможиме бесплатно за граѓаните. Сега како нови партнери соработници се јавуваат и локалните самоуправи, односно тука имаме првично соработката со општината Кисела вода, која што за своите граѓани обезбеди можност да продолжат да ја користат оваа услуга. Имено оваа проектна активност начално завршува во август оваа година. Тоа значи дека мора да се најдат локални партнери за понатаму да овие граѓани продолжат да ја добиваат бесплатно. Овој уред всушност, освен уредот кој што го покажав, се извинувам, има уште еден поголем од него. Може ли некако да појасниме како точно се употребува итното копче? Да, всушност овој поголемиот уред кој што го гледате се монтира на специфична локација во домот кај старото лице. Нашите тимови се обучени да ја одберат точната и најдобрата локација во домот каде што од било која точка во домот ќе може да го слушнеме старото лице. Овој уред има многу сензитивен микрофон, што значи дека дури и да лицето кое што е корисник зборува тивко, ние би можеле да го слушнеме во кол центарот. Поврзан е со алката која што претходно ја покажавте, може да се носи како алка, може да се носи како ланче, тоа зависи од преференциите на лицето. Откако ќе се стисне копчето, дали на алката, дали ова црвено копче на уредот, најчесто на алката, бидејќи ако станува збор за пад во домот, немате пристапност да дојдете и да го стиснете.
Информацијата стигнува до нашите телефонски оператори, понатаму си имаме протокол на работа, дали нештата се решаваат по телефон. Многу често знаат да се решат по телефон. Имаме контакт, информации од нивните блиски, кои што ги информираме и тие многу почесто можат да стигнат побрзо од било кој друг, бидејќи најчесто се соседи, роднини кои што живеат блиску и кога станува збор за неживото загрозувачка ситуација, навистина тие се првите кои што можат да ја понудат помошта. Ете, во сите овие ситуации, тука е тимот на Црвениот крст, од колку члена се состои самиот тим кој доаѓа на лице место и пружа помош на лицето на кое што му е потребна истата? Тимот на Итно купче се состои од 11 членови, што значи дека не секогаш сите излегуваат на терен нормално, бидејќи работиме 24/7, тоа е практично тим кој што ротира, кој што работи во смени. Зависно од ситуацијата, 1 до 2 лица максимум се излегуваат на терен. При самиот крај може да напоменаме нешто и за користењето на овој иновативен уред и во другите европски земји, преку кои всушност вие го земавте самиот пример, ако не се лажам. Да, ние всушност и учевме од останатите земји, како што напоменав, австрискиот и швајцарскиот Црвен крст ни се партнери во целиот овој процес на имплементација. Таму оваа услуга е практично присутна повеќе од 30 години, што значи дека е веќе навлезена и во системот на здравствена и социјална заштита. Се надевам дека нема да чекаме 30 години за да се случи истото и кај нас. И навистина ме радува оваа иницијална соработка со општините, бидејќи веќе со повеќе општини имавме средби со станоци, кај повеќето има навистина голем интерес да ова биде достапно. Тоа е една убава вест. Верувам дека повторно ќе имаме можност да зборуваме за ова, доколку дојде до онаа финална соработка. При самиот крај не напоменавме сите оние заинтересирани граѓани како да дојдат до вас за да се здобиат со ваков уред, каде да се обратат? Вака, телефонскиот број на Итно купче е 15 330. Во било кое време можат да се јават и да им се даде информација, бидејќи, како што напоменав, соработките со општините се на различно ниво. Тоа значи дека не сите би ги исполнували критериумите за да бидат, меѓутоа, за да ја добијат соодветната информација, директно нека се јават на телефонскиот број, ќе им биде објаснето кои критериуми треба да ги исполнат. Александра, ви благодарам многу за разговорот и ето што има можност сите наши гледачи да слушнат една убава тема која што верувам дека на многу од нив всушност има и од корист. Така, се надевам дека и на следната среда ќе можеме да говориме за навистина поголем опсек на оваа услуга и се надевам дека нема да останеме само на територија на Скопје, нели? Да се надеваме дека е така, бидејќи од оваа услуга верувам дека немаат корист само скопјани, туку сите наши граѓани во целата наша земја. Ние говоревме за иновативниот аларм копче, односно уред кој што им овозможува брз и лесен пристап до помош на сите оние граѓани од социјални категории на кои што им е потребна. Доколку сте заинтересирани за оваа бесплатна услуга, можете да се обратите на телефонскиот број на Итното копче, кој што можете да го најдете на нивната онлайн страна.